Сезона на наводнување е освен на приносите земјоделците да мислат и на себе, односно да отворат четворни очи кога ги поставуваат системите во близина на далноводите, апелираат од МЕПСО. Во оваа прилика сакам да истакнам дека секогаш сите кои што поставуваат системи за распрскување и наводнување да не заборават дека водата е спроводник на електрична енергија и дека секогаш може да направи во контакт со електричната енергија и со телото на човекот штети, некогаш дури и катастрофални последици по здравјето или по животот на луѓето. Особено внимание треба да се обрати на следнава работа. Никогаш да не се поставуваат распрскувачите под трасите, односно под проводниците на далеководите. Секогаш да се избегнува и да се поставуваат што е можно подалеку од далеководните столбови. Секогаш кога ги поставуваат системите за распрскување и наводнување, да внимаваат на правецот и на силината на ветерот, од аспект на тоа да не дојде до префрлање на водата преку проводниците, со можност да настане прескок и да се направат последици по здравјето и по животите на луѓето. Но системите за наводнување не се единствената опасност на поле полно со далноводи. Голем ризик е и гломазната земјоделска механизација. Да избегнуваат поминување со робусна земјоделска механизација, комбајни или големи трактори под проводниците на далеководите, заради тоа што со тоа се изложуваат на опасност сами себе, но и лица кои што се во близина на тие средства со кои што работат. Кампањата за безбедно наводнување МЕПСО ја започна пред 5 години кога жител на Свети Николско Мустафино загина од струен удар, откако со цевката за наводнување ги допре преносните системи на МЕПСО. Од тогаш секоја година МЕПСО излегува со предупредување и за среќа, посериозни инциденти од тогаш наваму немало.